Здраво и живо, брати и сестри, рибарска фамилија. Гледаме секоја година као доаѓа овој период, се некако работата усвитува, тензија крева, некако сите некој гнев не зема, почнуваат и некои санкции, проблеми на терен да се дешаваат, колегите кои се на некој начин нелегитимни, неисправни да се казнуваат, па потоа правда бараат, бунтуваат и доаѓаме до нова година, периодот декември, која треба да е оној весел и радосен, среќен. Ние тоаш пикот го достигнуваме, да еве од сега фаќаме залет и почнуваме да билдаме, да загреваме, да подкренуваме. Па батко ви да ви каже, како и секоја година, штивото да го повториме и овој пат, и каде ја го гледам единственото решение за спас, да све останато е само периферен поглед на проблемите и тапкање уместо, барање нешто нереално, неизводливо и ете, гледаме со децени дека ништо не се средува и дека со тоа размислување кое го пропагираме и со некој инат, со нешто бунтување, хаос прајање, дека никаде не ја догуруваме, дека се кршат по нас стаповите и на крај кој ќе го дебелиот дел изаде, он си е само тој што последиците ќе се ги носија, останативе си ја свиркат, си ја терат и понатака да било стално така по туѓ грб и што стапа не прават мака. Па не може да бараме сепарации, мепарации, акции, казни, санкции, милион едни состојби хаотични кои се на терен со децени тапкаат уместо и ни прават револт, не доведуваат до ова ниво да меѓу себе веќе ќе се заколеме колку ни се натрупани на секој своја страна влече и се објаснуваме, се докажуваме, крајот не може да си го наоѓаме, кога едноставно е просто и за решавање преку ноќ све тоа, да мрднеме и да залет земеме на тоа поле и да ги решиме буквално за експресно проблемиве, да ги искорениме, кога би го барале све тоа, апелирале и покренале во државата, во судството, во казните, во промена на законите и во паричното каде што ќе идат финансиите, да вака све што доаѓа од тие некои казни, заплени, акции, санкции, хајки, све тоа иде во финансии, во буџет, во држава. Ова што е концесија, чувари, здруженија не гледат ни динар од таквата активација и нормално дека со прст нема да мрдаат и на најлесниот плен ќе атакуваат и ќе свиркаат, кога ништо друго не им преостанало, да не се моќни, немаат никакви средства додатни за да покренат нешто и да се мотивират. Ти сега, например, речи казна стави, кренија да биде вртоглава, некако сега смешна, некоја никаква, да ајдукот со еден месец криволов си ги враќа тие средства од таа казна и понатаму своето си го весла. Бапнија кренија казната да биде голема, па парите пола од таа голема казна да идат за државата, за буџетот, а пола за концесионерот, за здруженијата, па од тие пола што ќе бидат за концесионерот, за здруженијата, да се одвојат за чуварот кој ја направил, ја спровел акцијата, па да видиме како чуварите 24/7 и у грмушка ќе кампират, ќе се облакаат како лисица, како камен ќе се претварат, ќе се камуфлираат, да чекаат ајдуци да уловуваат, да ги санкционираат, да ги наплатуваат, да бонус лапаат и у џеп си трпаат. И тоаш да видиш дали ќе биде вака и дали ќе биде клати врата, земи плата. Или ќе се засукат ракави и ќе се тргне у хајка, да се гледа све со двоглед, со снајпер ќе се барат по терениве каде се ајдуците да се уловат, зашто ќе бидат гледани како банкнота, као 500, као 1000 евро новчени. Тоа кога ќе се направи промена, тогаш да видите како преку ноќ ќе почне ружи да цветаат, да на терен
еден ајдук не се појави да не може да се види и ќе стане заборавена приказката дека постоеле некојаш. А вака испаѓаме као гледаме на дело дека и ние не сме баш тие со крстот на чело, цвечките, кои само овдека збориме, нешто пропагираме, се бориме, ама на терен пола и повеќе сме без малку на исто ниво, илегални, не платени дозволи, не извадени легитимации, за тоа ни одговарало нам или не, ама пак велам, законот тоа е. Ако не се избориме да се променат и тие работи, и понатаму исто само ќе ни се тера и по наш грб ќе се одрезуваат сите проблеми на ова поле, по водиве, по езерава, по риболовниве. Затоа и ви велам, ако бараме решение, само мора у законот промени, у санкции, у судството и само таму ја гледам излезот, која парите нема да идат у буџетот. А вака, прво што слушам и од концесионерите, да бунтуваат, да денар не гледаат од никаква акција, од никаква дозвола, од ништо, да ете единствено што од некоја државна ќе искочи некој ќар да тргнат на страна, да преживеат, да истуркаат годината. И еве као проаѓа време, гледам и дека све помала заинтересираност за концесија, со што на дело се покажува да пола држава ни нема водиве, стопан се, дива лига, анархија и се смета кој ќе дое таму контрола, зашто некој од нас сакаме да, кај што знаеме дека не смееме да пецаме, ние да се објаснуваме и нешто таму се докажуваме кога законот е против нас и дур не го промениме и таму на тоа поле во институциите да се бориме на таа врата тропаме, само вака меѓу нас ќе се јадеме, ќе се буцкаме, ќе се бодриме, ќе се клеветаме, сопки правиме, зајадуваме. Да беа парите у концесиите, ќе беше тепачка за водиве, ама гледаме дека од година на година и са едно добро што усе тоа е, со државнава да можеме да фаќаме на сите води што до претходно сонувавме, па са и тоа не ни годи, испаѓа лобираат концесионериве за државни луѓе да зимаат, парите они да ги лапат, па са што е тука нејасно, зеле да работат, сакат пари да ќарат, ама ја треба и нашава страна да видиме дека ни удоволена, као никош до сега. Претходно вадевме републички, а на 1/3 само можевме да риболовиме, све друго без концесии, ни беше забрането и не можевме да појдеме. Сега која ни отворена на мапа, на карта цела држава со таа републичка, кај ни душа сака да идеме, да акаме, да мерак тераме, са и тоа не ни одговара, мана наоѓаме, зашто сакаме да идеме без пари да фаќаме и кога е така, тоаш не ни сметаат ни сепарации, ни загадени води, ни дали се порибило, ни дали ќе стоиме у ѓубре до колена, дали ќе има мрежари, дали ќе биде анархија, тоаш ми ние дел од тоа и правиме таму тамбаламба ситуација, на водата и ние се однесуваме како да сме од камено доба и тогаш не се прашуваме дали треба контрола, дали треба проверка, дали треба законот да се спроведува, тоа све ние како што треба и потамани ќе скапеме на тие води, но што се спомнет концесии, дозволи, санкции, контроли, а тогаш што не сте порибиле, водата загадена, нема ни една риба, ѓубре, помор, тантара, пантара, истиот ти кој секој ден си на таа вода и ако не ја плаќаш дозволата, ќе скапеш таму, ќе риболовиш и топ ќе ти биде. А знаеме дека рибар, кај што не вади риба и нема риба, пари да му дават нема да оди. И тоа паѓа у вода кога слуша муабетиве, сме искочиле да се луфтираме. Кај искача рибар да се луфтира ако нема у главата фантазија, мотивација, бар искра, жар, некоја дојава дека риба е групирана негдека среќата да се ја проба. Да, и кога не се знаеме сега какви сме, па приказки ќе продаваме дека идеме ние да се луфтираме. За луфтирање идеме на водна, на шарпланина, на китка матка да планинариме, на кеј да джогираме, у теретана, по такви некои места, со трската у рака, идеме да фаќаме таму. И те вес, пошто рибата да лапаме. Не се сеќават луѓе на цела година 10% што ќе уловат бар да го вратат назад.
И после ѓаволот им е крив, сите им сметат, само они се управо, кога како велам, снегот кај нив у двор ке падне, дури во околина, дур вее, дур прави наноси, дур блокира, си свиркаш дома на топло, си уживаш. Не ке засукуваш ракави да идеш да помагаш, колегијалност да истераш. Ама кога ќе ти падне кај тебе, тогаш, кај сте сега сите да помагате, педери, вакви и такви, не сте фер, колеги. Значи, гледате јас објективно од двете страни, стајте се у позиција и тоаш донесете одлука која ќе гледате, која би биле на двете страни вие у функција, како би се однесували и какво заклучок на терен би донесувале, па тогаш дали вака ќе зборувате и ќе билдате работата, водата на вашата воденица, како што нас ни одговара. Ја разбирам дека сите сакаме потаман да ни биде и наједноставното, најефтиното, најпростото да ни биде возможено, уште и некој друг да ни ги закачува, ние само да ги мкнеме. Ама на жал, живееме таму каде што сме, каде што пред месец дена другар ми умре у болница, не го примија, зашто извод нема, лупат нема дента да го примат, а сега ние бараме да бидеме центар на светот, со нашава пасија, со нашиот мајтап терање, и тоа само на оние што им се може, не може на тој што го ќе чујам крај со крај врзува човекот, да не може да отиде да се луфтира. Роки, засукај ракави, работи, па спечали, па тоаш ке идеш аздиш, ке тераш мајтап, ке уживаш, ке се луфтираш. Не може ти дома леп немаш, до риба ти дошло таму, нешто приказки ке кажеш. Или после она, ме напаѓат, а па твојаво испаѓа, значи ние сиромавите не смееме да искочиме риба да фаќаме да се луфтираме. Па испаѓа ние сиромавиве не смее на Хавај да отидеме, малце Хавај да го дзирнеме, така? Што ние, зашто да бидеме ние нешто помалце од милионери? Како ја не може на Хавај да појдеме, така се сведува приказкава. Да, ја правите се жити се, не вака малумно да се однесуваме, да ни се смее светов од страна, да не гледа и сеер да ни тера. Ајде, другари, секој добро и бистро и честно на вода.